Мерки за заштита на стандардот на граѓаните, закрпени буџетски дупки, исплата на заостанати плати во државни институции, привлекување странски инвестиции, покачени пензии, зголемена наплата на царински давачки и даноци. Во првите 100 дена, новата влада ги постави темелите за раст на економијата. Најавите и она што се оствари во првите 3 месеци за бизнисот се надеж дека конечно економијата ќе тргне напред. Тие ги чекаат парите од унгарскиот кредит, апелираат парите да се префрлаат преку комерцијалните банки, а пак во проектите кои ќе се изведуваат во општините да бидат вклучени домашни компании. Сите оние најави дека ќе има потикнување на економијата, економскиот развој, дека ќе се реализираат капитални инвестиции и така натаму, влева надеж дека можеме да имаме економски развој и зајакнување на економија и економската активност. Останатите 250 милиона евра апелираме на вистина и ви благодарам за ова интервју, дека ќе треба економските оператори кои ќе работат со договорните органи во општините, дека претежно ќе треба да бидат македонски компании за заживување на македонската економија. Бизнисот очекува дека владата ќе постапува внимателно и нема да носи адхок решенија заради политички интереси како што било во минатото. Во оваа влада веруваме како бизнис заедница дека ќе биде коезистентна и нема да излетуваат адхок решенија заради покривање на буџетски дупки, заради покривање на политички идеи и така натаму. Тоа ни се случуваше во минатото. Да не споменувам дека заради интереси се менуваат закон за работни односи и останати закони. Дел од познавачите пак сметаат дека владата повеќе била насочена кон надворешната политика. Се уште е рано да се видат ефектите. Посочуваат владата да се посвети на поддршка на малите бизниси. Државата мора да одвои многу повеќе средства кон стартап екосистемот и да одвои средства за привлекување на млади луѓе, на луѓе кои би отвориле високотехнолошки компании или привлекување на компании кои се високотехнолошки преку давање на различни бенефиции. Меѓу приоритетите на владата е Македонија конечно да добие модерна инфраструктура што е од клучно значење за стопанството, а на поле пак на енергетиката со инвестиции увозот на енергија ќе се сведе на минимум. Премиерот најави дека до крајот на октомври ќе биде донесена одлука за намалување на одредени даноци со цел Македонија да стане земја со најповолна даночна политика во регионот.